Двајца доктори и една медицинска сестра кои вечерта биле на смена денеска во судницата се присетија дека пожарот во Тетовската модуларна болница избувнал позади креветот откако реанимирале пациентка, кој што иако се обиделе да го изгаснат со вода и ќебиња се ширел многу брзо. Се случило за неколку минути. Противпожарен апарат во собата во која што избувнал немало, но дали дотогаш имало во другите простории не се сеќаваат, односно воопшто не обрнале внимание на тоа дотогаш. Вратата на амбулантата не ја затворале затоа што влегувале пациенти на преглед, а ако забележале трети лица, тогаш им велеле да излезат затоа што влезот бил забранет, што било истакнато и на вратата. Дел од сведоците, роднини на пациентите, велат дека влегувале повремено во модуларната за да ги преоблечат, иако знаеле дека имало забрана, или затоа што во еден од случаите се работело за лице со посебни потреби. Други пак велат дека престојувале внатре слободно без да им забрани некој. Но никој од нив немал дозвола за влез ниту од доктор, ниту од болницата. Сите се согласни дека портир кој би го контролирал движењето во објектот немало. Пред камерите застана само Мумин Исмаили, чија сега почината мајка поради COVID-19 била хоспитализирана 28 дена во модуларната болница. Тој вели дека со брат му се грижеле за неја внатре во болницата. На тоа модуларна болница имаше некој што на 2-3 продолжники што седат кај пациентите. Немат капацитет болницава да се грижи за пациентите. Има 36 пациенти таму, а 3 доктори. На продолжението на главната расправа на 16 февруари ќе бидат сослушани уште неколкумина сведоци како и вешти лица предложени од обвинителството. За пожарот во кој загинаа 14 лица се обвинети двајцата поранешни директори и доктор, како и Тетовската болница како правно лице.